Американскиот претседател Барак Обама да ја повика Македонија да престане да ја фабрикува античката историја и да го преиспита признавањето на уставното име. Ова барање е содржано во писмото што на иницијатива на грчкото лоби е упатено од група на околу 200 професори од 11 држави во светот. Во писмото, како што се наведува, американски и европски интелектуалци наводно бараат администрацијата на Обама да ја убеди владата во Скопје таа да разбере дека не може да изгради национален идентитет на штета на историската вистина. Се заклучува во писмото објавено деновиве на интернет страницата Macedonian Evidence. Обемното писмо во кое се наведени голем број на историски податоци се користи како повод да се повика администрацијата на Обама да го преиспита американското признавање на Македонија под уставното име. При тоа се наведува дека признавањето на Македонија во ноември 2004 година било глупост, што само ги охрабрило властите во Скопје да ги искривуваат историските факти. Писмото е резултат на долгото лобирање на грчката диаспора и е подпишано од неколку универзитетски професори. Сепак еден од професорите, чие име е ставено на листата подписници, демантираше дека воопшто е запознаен со оваа иницијатива. Изненаден сум што го најдов моето име на Милеровата листа. Морам да се дистанцирам бидејќи не сум подписник и фарса е доколку Милер не го исправи тоа. Не ми се допаѓа писмото за кое мислам дека е политичка игра без победник, гласи демантот на лажно подпишаниот германски професор. Две организации на македонците во Австралија и Канада испратија писмо до Барак Обама како реакција на грчката петиција, која бараше преиспитување на одлуката за признавање на уставното име на земјава. Членовите на Меѓународното македонско движење за човекови права од Торонто и Македонскиот комитет за човекови права за Мелбурн и Викторија од Сиднеј, грчката петиција испратена до Обама пред една недела, ја оценуваат како смешна и детска. По првичната писмена реакција ќе следува пообемен одговор со историски податоци, кој ќе биде испратен до председателот Обама, до над 200 професори подписници на петицијата и до колегите на иницијаторот Стивен Милер. Се планира поогромен одговор со повеќе детали каде што ќе одговориме околу неточностите во оригиналното писмо на професор Милер. Нашиот одговор ќе биде упатено до председателот на Америка, исто така и на другите професори во Американскиот универзитет Беркли, каде што работи професор Милер, бидејќи во едно друго писмо професор Милер тврди дека Грција ќе може овој проблем да го реши ако ја анексира Република Македонија. Македонците од Австралија и Канада во првичната реакција подсетуваат дека 120 земји го игнорираа грчкиот став за прашањето на името и ја признаа Македонија под незиното уставно име. Двете организации се формирани пред повеќе од 2 децении и се залагаат за заштита на правата на македонците и другите угнетувани народи.